Господине Спасовски, стана пракса во државата да се носат стратегии, планови, па дури закони кои потоа не се спроведуваат или само делумно се спроведуваат. Планот за интегритет во МВР заедно со акцијскиот план се донесени, но зошто да веруваме дека ќе бидат спроведени? Станува неопходност да се носат и стратегии и планови, заради тоа што ако не ги носите стратегиите и плановите, тогаш нема да имате никаква основа да започнете со некакви активности кои што ги имаме. И мислам дека за тоа што сме го направиле во делот на јакнењето на внатрешната контрола, професионалните стандарди, воведувањето на надвршната контрола, му дава кредибилитет на Министерството за внатрешни работи дека не само што знае да предвиди што е ризикот кој што може да биде за институцијата, што е тоа што треба да го подобри, туку и добро да го реализира. Така да планот за интегритет кој што практично е донесен и со него имаме и акцијски план, говори за низа конкретни мерки и активности кои што треба да се превземат во рамките на Министерството за внатрешни работи, се со цел да јакне интегритетот на вработените во Министерството за внатрешни работи. Тоа е ниво на подготвеност на институцијата кој што треба да ги даде крајните резултати. А тоа е низок степен на корупција и висок степен на јавната свест. Има ли МВР капацитети да ги спроведе активностите кои произлегуваат од планот? МВР има сериозни капацитети во овој дел. Самата подготовка на планот за интегритет, на акцијскиот план беше поддржана од ДИКАВ, меѓутоа изработена од експерти кои што доследно посветено многу работат натре во Министерството за внатрешни работи. И најважно се имаме политичка волја да го спроведеме планот за интегритет. Ако имате политичката волја, ако ги имате луѓето кои што се вклучени и ако имаме контрола на спроведувањето на акцијскиот план, тогаш резултатите неминовно ќе бидат одлични. Од неодамна со измените во Законот за внатрешни работи се воведе и тест за интегритет при вработување во МВР. Дали е тоа доволно за да се селектираат непоткупливи идни полициски службеници? Тоа е само една од алатките која што може да допринесе да имате, би рекол, добар избор на кандидати кои што може да бидат одлични полициски службеници. Знаете дека за да се избере полициски службеник потребно е да биде психофизички способен, неговата здравствена состојба да биде на исклучително добро ниво, да има позитивна безбедносна проценка и воведено е да положи тест на интегритет и да потпише изјава дека не припаѓа на ниту една политичка партија како дел од деполитизацијата и професионализацијата на институцијата. Секако дека интегритетот не е дадена еднаш за секогаш како работа. Туку интегритетот е нешто што се надоградува и затоа низа на процеси и активности кои што практично се предвидени во планот за интегритет и преку континуираното образование во рамките на Министерството за внатрешни работи, покрај стручноста и компетентноста треба да јакне и свеста на секој вработен поединец да има чувство на припадност пред на Министерството, на државата и да со еден висок степен на интегритет ги остварува своите законски обврски. Правилникот за спроведување тест за професионален интегритет за веќе вработените во Министерството за внатрешни работи е донесен, но не се спроведува. Зошто? Правилникот за спроведување на тестот за интегритет е донесен и тој се спроведува, значи започнато е со спроведување на тест за интегритет за секој еден кој што се вработува во моментот во Министерството за внатрешни работи и втората фаза е сега веќе пред самиот почеток на полагање на тест за интегритет за секој еден вработен без разлика кога тој и да биде вработен. Така да ова беше еден низа на процеси кои што треба да подготват не само да дадат правна основа, туку да подготват и материјали и да се воведе начинот на кој што ќе биде положен овој тест за интегритет. Зборуваме за тестот за професионален интегритет за веќе вработените. Оној кој што треба да провери дали вработените во МВР се подкупливи кога спроведуваат различни полициски акции, например. Тоа се уште не се спроведува, колку што знам, имате проблеми при обезбедување техника, соодветна опрема и така натаму. Зошто досега се уште не се спроведува? Значи, дадов одговор во делот дека не е доволна правната рамка само да ја направиме. Правната рамка обврзува да подготвите низа на активности кои што ќе значат конечна реализација на тестот за интегритет. Така како што ги обезбедивме сите услови за тестот за интегритет за нововработените кои што во континуитет го полагаат овој тест, сега сме пред крај
на обезбедување на сите потребни материјално-технички услови за да можеме за секој еден вработен кој што ќе го кој што е во Министерството за внатрешни работи да го положи тестот за интегритет и нормално сега согласно овој план и акцијскиот план да ги добиеме конкретните податоци и информации кои што ќе можат да ни покажат каде и во кој правец треба да се движиме во иднина. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.